Република Македонија располага со големи површини на пасишта, кои се главен предуслов за одгледување на стока. Сточарството отсекогаш било една од главните гранки во земјоделието. Денеска можеме да кажеме дека главен предуслов и главна гранка со која што се занимаваат македонските земјоделци е можеби овчарството. Работата на сточарот започнува од рано наутро. Најпрвин започнуваат со молзење на млекото од овците, а потоа ги пуштаат на паша. Меѓутоа, пред да го почнеме целиот разговор, најпрвин да дознаеме како започна бизнисот со одгледување на овци и што се беше предизвик за да започне со одгледување на овците. Господинот Митко е денешен гостин во Агроспектар и негово и наше задоволство ќе биде да го објасни целиот процес на започнување на бизнисот со одгледување на овци. Господине Митко, најпрвин добре дојдовте или добро ве најдовме бидејќи сме на ваш терен. Добре дојдовте вие. Ви благодарам. Прво јас ќе почнам од последното што кажавте како започнав. Тоа е традиција стара, бидејќи татко ми од време, секогаш од дете имал овци, постоеше, имавме овци додека до пред 15-20 години. После тоа не можеше веќе, мислам он ги продаде, сакавме пак да земеме, дојде тоа он си почина. Мене ми беше страв да почнам, бидејќи млад се уште, ама секогаш ги имав, мислам, како желба да земам овци. Така, значи ли дека желбата кон животните, односно кон овците е главниот предуслов за да почнете да одгледувате, да чувате овци? Точно. Ако немате желба, значи мислам не можеш да работиш оваа работа. Пред се мора да го сакаш животното, па за да работиш. Друго не пред се љубовта кон животните. Работата си иде сама по себе. Со колкав број на овци почнавте? Почнав најпрво почнав со 100. Зедов 100 за да видам како ќе биде, дали ќе можам да издржам и како ќе биде. Беше пред 3 години. Па баш се погоди таа година кога испадна оној син јазик, таа болест кога испадна, така да ме врати назад. Отида негде околу 25 овци ми загина од стадото, останав со 75 и благодарение на Агенција за рурален развој, поддршка за Агенција на рурален развој, ми се јавија, дојдоа, кажаа дека имало некој проект да може да купам со владата, поддршка од владата за млад земјоделец, така да добив решение дека ги исполнувам сите услови и купив уште 120 овци. Така да сега бројката стаса негде до 200, мислам и јагниња што оставив мои, така да имам 220-230 овци. Која сорта на овци ја одгледувате, бидејќи има повеќе сорти на овци? Се уште не сум одреден, мислам, јас сум одреден кој сакам да ги чувам, ќе одам на шарпланинска раса, бидејќи се покрупни, поубави, мислам поголеми, а моментално имам и Виртенберг, имам шарпланинска, имам и овче полка. Потребно ли е можеби некои претходни услови за да можете да ги чувате, да ги одгледувате? Што е оно што го правите на самиот почеток пред да ги донесете овците, пред да ги купите? Желба првен, нормално многу работа, затоа што мора да се направи како што гледате, нели, трло, услови за кај да ги чуваш овците. Нормално не можеш надвор на отворено, тоа е пред се многу работа. Ама со желба се губи работата.
Што е она што најмногу го користите од овцата? Дали млекото, месото, можеби волната, бидејќи Од овцата е една од најдоходовните животни. Од овцата се користи. Значи нема нешто што не се користи од овцата, така да и ѓубрето се зима се за бавчи, за ниви, млеко, волна, месо, јагне. Мислам нема што не се користи од овцата, се користи. Најдоходовно моментално. Не можам да кажем дека нешто е најдоходовно моментално, затоа што баш оваа година јагнето немаше никаква цена, така да не врати па назад. Не врати назад, така да цена од 130 денара, 135, највисоката цена за Великден, за празниците. Колку местото на кое што ги чувате, односно пашата, одговара и треба да биде приспособена на овцата, бидејќи сепак мислам дека млекото и зависи, квалитетот на млекото зависи од самата паша. Точно. Значи, како што гледате, Ораовец е малку здрмено место, така кажано, сточарски. Нема големо место за паша, а оноа место што е за паша, да речеме, најповише го користам према долниот дел од Ораовец, да речеме према Бабуна, кај што е попитомо. А веќе горниот дел на Ораовец не може да пасе ситна стока. Покрај пашата, со што друго ги прихранувате овците? Користите можеби некоја посебна храна за нив или? Па видите детелина и јачмен. Значи концентрат за јагниња, а детелина моментално можам да кажам дека најдобра детелина е брикети, сега испадна кај нас, мислам немаше веќе 2 години што испаднат и доста сточари не ја знаат. Нема од детелината, да речеме, да остане како што правеа сточарите порано, става во јасли, 30% од таа се упропастува, значи се фрла. А додека брикетите, се што ќе ставиш, се јаде овцата. Значи колку сакаш да ја дадеш, толку ќе зеде. Кога млекото е најквалитетно од овцата? Постои ли можеби период од годината кога млекото е поквалитетно или е тоа во текот на целата година? Да, види, во лактација, тоа период на лактација, да речеме, кога овцата се објагнува, значи јагнето цица 40 дена. 40-45 дена, оставаме ние, инаку јагнето може 15 дена и некој тоа го права, знаеш, не вадат добра стока. Значи 45 дена треба да цица јагнето, после тоа тоа млеко е најјако, кој што викаат, најмрсно и најквалитетно за сирење, да речем. И периодот кога завршува лактацијата на крајот, да речеме после 5-6 месец, 6 месец кога има најмалку млеко и тогаш е најјако исто и тогаш е најдобро. Кога има најголема количина на млеко? Почетокот. Секој почеток е најјак. После тоа веќе се губи. Што правите со млекото? Дали го продавате или можеби произведувате сирење? Произведувам и сирење. Бидејќи ги немам тие услови, да речеме, за сето да го правам, така да го зимаат млеко. Сега млеко го давам. Пред тоа направив сирење колку што имав потреба, да речеме, за мене и за мои луѓе, така да сега. Колку на нашиот пазар е барано млекото од овца, бидејќи едно од поквалитетните млечни производи, односно сурово млеко, колкава е и цената, не само и побарувачката на пазарот? Видите, барано е, млекото е барано, значи млеко не останало, за тоа да кажам дека цената на овчкото млеко е стварно многу ниска, што можам да кажам, еве годинава отиде 38,40 рекоа дека ќе дојде цена до 40 денара на млекото, ама за овчкото е стварно ефтино. Затоа што едно тетрапак млеко што масленост има 3%, а овчкото млеко има масленост од 6 до 7%, 8%. Значи, за да стане 3%, треба да се добие од 3 кг млеко овчко. Сега пастеризираното испаѓа негде околу 55 денара, а овчкото го купуваат 38. Тоа е голема разлика. Да, ја сваќам, има обработка, нели се плаќаат работници, се плаќа, мислам, минат, ама сепак е многу ефтино. За разлика од другите држави, да речеме комшиски држави, кај што млекото е 1 евро, а храната, јачмен, детелина, сите тие работи се иста цена како кај нас.
Бидејќи ова е период кога овците и не толку се јагнат, колку што знам најмногу во зимниот период е нивното поголемиот дел од јагнењето на овците. Меѓутоа денеска пред самото снимање бевме и сведоци на јагнење. Овцата се ојагни, така, видовме јагненце. Како тече целиот тој процес? Кога е нивниот период на јагнење? Видите, тоа не до самата стока, тоа и ние го правиме самите, да речеме кога сакаме да имаме јагниња. Значи, ако сакам јас да имам за нова година јагниња, треба да ги пуштам уште малку, да речеме сега, па 5 месеци носат, така да одредиш, да речеме 5 и месец и пол што ќе го одгледуваш јагнето за да добие килажата за нова година. Така да ја имав за нова година јагниња некој, сега тие овци сега се јагнат. Да речеме, сега другите планирам, да речеме, да вадам за Великден јагниња. Значи другите ќе ги пуштам дури во септември, така да имам да се јагнат, да почнат да се јагнат 1 февруари и да стасаат за Великден. Постојат ли овде можеби некои посебни услови, бидејќи видовме дека на самата паша се ојагни? Услови. Треба да бидеш околу стоката цело време. Значи, така, овчарот се јави, кажа дека е една спремна за јагниње, отидовме на лице место, видовте како беше. И некоја, да речеме, нормално е исто како човекот, нели, некоја не може да се објагни, мора да помогнеш за побрзо да не се измори овцата, така да се оштети, да се пази доста пажливо. Ова е период, чинам дека рековте и на стрижење. Што правите? Што правите со волната откако ги острижете? Моментално најниска цена има волната. Тоа е некаде 35 денари, може да допре цена до 40 денара. Стрижеч, кај мене се собирам уште тоа традиционално, уште од татко ми останато, се собираме, околните села тука што има сточари, се собираме така да печиме јагне, и си помагаме еден со друг. Сега да речеме, јас одам кај нив, па они идат кај мене после. Нормално, ако се плаќа, да речеме стрижеч, за да дојде стрижеч, неисплатливо е, мислам, волната не стасува, така да и од тој ден и млекото ти го зима. Да речеме, заработувачката, не стасува, мислам. Ја носите некаде волната? Не, идат ја товараат, мислам, на место. Затоа, мислам, сме обезбедени. Може ли да ни кажете, еве, тековно цела година, например, кои се обврските на еден сточар? Што се работи во текот на целата година? Таа долга тема на разговор, нема да успеам да ви кажам за волку кратко време. Тежината. Летно време малку е подобро за нас сточарите, затоа што сабајле почине работата 4,5. Сабајле стануваме, молзиме, додека средиме другите работи, јагниња да се наранат тие што се останати, нели, додека се средат другите работи, се пушта стоката на паш. И после домашни работи, нели, млекото дали да се однесе или ако имаме сирење да правиме, па процедура е сирењето, цела ден процедура е за да се направи. Додека така стасуваат пак овците после од паша, па се молзат и навечер завршуваме негде 9,5 до 10. Колку пати ги молзите во текот на денот? 2 пати. Некои практикуваат и 3 пати. Ама тоа е мачење, за мене е мачење на стоката, така да ја одземиш сега време, кога она оди на паша, да речеме, за исхрана, да ја одземиш саат и пол до 2 од тоа време, тоа е веќе кратење на незиниот оброк. Колкава е количината на млеко која дава една овца? Кај нас моментално е слаба. Значи, еве сега со овој новиот проект што кажа, може да земеме, да измелезиме, да направиме некако да допреме барем до литар и пол или 2 литри млеко на овца дневно. Значи зборуваме 2 пати молзење. Моментално јас имам што молзам 127 овци молзам. Моментално имам 70 литра млеко. Значи испаѓа негде околу пола литар од овца. Дали е тоа можеби... Зборувам за сега, ме разбирате, инаку почетокот на лактација се допираше до 90 литра, 95, мислам како оди времето, така се...
Значи во зависност од периодот на годината, од временските услови, од Да, пашата. многу зависат и временските услови. Затоа што ако е ладно, ако дува ветер, ако грми, овцата нема млеко, го секнува млекото. Така да ако е топло и многу жешко не чини, него ако е топло така нормално време, тогаш да, има млеко. Овде не можеме да не споменеме дека како и останатите животни и живина, и стоката и овците ги зафаќаат некои од болестите. Како овде се справувате? Како ги заштитувате овците од болест? Да ви кажам, тоа е малку кај нас се уште мислам, помагаат доста и ветеринарната станица, ама не може да достаса, да речем и да има така сега, јас да се јавам, имам една овца, имам проблем со една овца. И тој истиот ветеринар, да речеме, на друг терен, не може да престаса да дојде кај мене, јас ги сваќам нив, така да се усовршуваме и ние сточарите сами, мислам си ги знаеме болести, некогаш телефонски се јавуваме, бараме совет од ветеринарното, нормално што ни даваат совети, а и лековите си ги имаме тука, мислам, може после да ги видите, имам фрижидер, во фрижидер си стоат сите лекови, наредени унатре, така да знам кој лек самите си ги буцкаме, моментално и тие што ги буцкаме, нели, не дај Боже, ако се разболе некоја овца, не смееме, затоа што не смееш да го даваш млекото, нели, ради има одреден број на денови, колку денови не смееш да го даваш тоа млеко, така да тоа млеко се фрла. Во тој дел се едуцирате ли? Мора, да ви кажем, и читаме и со ветеринари, и со други сточари, мислам, си зимаме знаење, мислам, си кажуваме проблеми, така да дојдеме кој нашол подобар лек, да речеме, така да едни со други си помагаме. На самиот почеток рековте дека имате искористено веќе од мерките кои ги нуди владата. Колку тие помагаат во зголемување, продолжување, во самата работа, во самото проширување на бизнисот, бидејќи сепак и ова е еден вид на бизнис? Па видите, на самиот почеток кажав за Агенцијата за рурален развој од Велес, јас сум многу задоволен од нив, затоа што јас не ни знаев, самите дојдоа, ми кажаа дека постои тој проект, ми помогнаа доста, они мислам за да ги направам тие сите документи, да ги соберам сите тие документи. Кога ги средив се, јас не очекував, искрено мислам бев уште пред тоа така, мислам, кога што знаев, не очекував, кога ми се јави, јас сум добил решение, нели, и овие, ако не постојат овие, да речеме, проекти што ги имаат, и ако не постојат субвенции, субвенционирање и така, јас мислам дека во Македонија нема да постои овца, само во зоолошка може да гледам. Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделието е секогаш меѓу земјоделците. Тие се секогаш и на терен. Сведоци сме дека секојдневно и отворените канцеларии кои ги имаат во околните села, не само во Велес, помагаат многу на земјоделците. Да. Колку вие како сточар, како земјоделец сте задоволни од нивните услуги? Колку знаат тие да дојдат и да ве прашаат дали нешто ви е потребно или да побарате совет или она што не го знаете да можете да го научите од нив? Јас сум презадоволен сум, значи не можам да кажам нешто, да речам задоволен е малку. Презадоволен сум, имаше случаи кога сум се јавил само за да прашам за некој проект, они доаѓале тука да ми објаснат. Не телефонски, него доаѓале на лице место за да ми објаснат. Значи, не можам да кажам дека не, мислам, задоволен е малку. Малку е задоволен, зборот задоволен е малку. Некаде при крајот на нашиот разговор би сакала да може би некоја порака или некоја сатисфакција, некој поттик на младите земјоделци, бидејќи и самиот сте дел од младите земјоделци кои што пред речиси 3 години сте почнале со сопствен бизнис. Колку одгледувањето на стока, односно на овци, е доходовно и колку може едно семејство да се издржува од одгледувањето на овци? Видете, за јас како
личност, да речеме, можам да кажем, првен не гледам заработувачката, првен љубовта према стоката. А нормално, ако се гледа, има заработувачка. Јас сум презадоволен за тоа што, како да ви кажем, почнав од нула. Веќе со 200 овци, капитал, на третата година веќе капитал ми со овците. Веќе натака и не, самата работа ќе си покаже. Планирате ли можеби проширување на стадото? Па планирам да допрам до бројка од 300 и да видиме после како ќе биде. Не можам да кажам ништо, мислам со времето се ќе се одлучи. Не е фера да не споменеме дека и вашата сопруга доста ви помага околу работата, околу гледувањето, очувањето. Колку ова може да биде семеен бизнис? Па пред се е семеен бизнис. Ама со двајца не може, не се издржува, значи мора да има, овцата бара луѓе. Значи двајца се на страга, да речеме, кога се молзат овците, двајца молзат. Еден мора да тера. Или било што друго, некоја да се хранат овците, кога се хранат, еден мора да стои кај вратата, друг става храна, така да немам збор, мислам, жена ми толку брзо се приврза со стоката, така да и ги разбира више, ги препознава овца по овца, знае која овца е, на кој јагне, до сега мислам пред тоа никогаш немале стока. Немала никаква работа со стока, што, ајде да речеме, јас тоа сум го имал, сум го работел, но никогаш до сега. Нашата работа завршува овде, меѓутоа работата на сточарот продолжува и понатаму. Имавте можност да видите, да научите нешто ново. Видовте нешто што можеби никогаш досега го немавте видено – јагнење. Така да се надевам дека и овој пат го задржавме вашето внимание. Останете и понатаму со нас, следната недела се гледаме со нова тема. До тогаш пријатно!